граѓани, почитувани колеги пратеници и почитувани синдикалци кои што го следите ова наше денешно работење. Сакам само да кажам дека пред да започнеме со комисиската расправа по предлог буџетот за 2024 година, на мейл адресата на пратеничката група или на мейл адресата на координаторот на пратеничката група, исто така и на службената мейл адреса на Комисијата за финансирање и буџет, пристигнаа повеќе мейл адреси со кои што беше побарана средба од повеќе синдикати до сите пратенички групи. Некои синдикати имаа средба со сите пратенички групи, а некои синдикати за жал не наидоа на отворени врати кај одредени пратенички групи кои што за жал членуваат во мнозинството. Имавме можност со моите колеги да имаме средба со синдикалните организации кои што работат во јавните обвинителства во Република Македонија, под синдикалната организација УПОС, каде што и нејзин претседател Трпе Дејановски дојдоа тука и ги представија барањата, кои што вработените ги имаат со цел да имаат подостоинствени услови за живот, бидејќи навистина нивната работа е многу специфична, а примањата кои што ги имаат се навистина премали за опфатот на работа кој што го имаат овие вработени. Тука сакам да потсетам на неколкумесечните протести кои што вработените од обвинителствата ги имаат и сакам да потсетам на игнорантскиот однос од страна на властите кои што прво ги исклучуваат од секакви можни преговори, понатаму ги исклучија од процесот на формулирање на буџетот за 2024 година и на крај целото тоа одбивање да кулминира со една навредувачка изјава на вице-премиерот Битики, кој ги навреди вработените и даде изјава дека ќе добијат поголеми плати тогаш кога ќе добијат, односно кога ќе имаат повисоки перформанси. Сакам да кажам дека тука се работи за стручно административната, односно помошната служба на обвинителите, луѓе кои што имав можност да ги запознам, неколкумина од нив знам и со години, но најголем дел ги запознав сега и можам да кажам дека се работи за исклучителни професионалци кои што си ја знаат својата работа. Ние разговаравме со луѓето, тие имаат одредени барања кои што ние во тој момент, отворено ќе кажам, не можевме да ги прифатиме и им рековме да не дадат неколку дена да се пресметаме внатре и да видиме која е сумата која што ние во овој момент сметаме дека треба да им биде прифатена и се договоривме со вработените. И потоа од кога тие формулираа еден амандман кој што повторно беше пратен до сите пратенички групи, ние одлучивме дека тој амандман треба да го поддржиме. Со тој амандман се предлага, имено заслужуваат да кажам дека ова што ќе го прочитаме е интегрално составено од синдикалните организации во јавните обвинителства и организацијата која што на некој начин им помага во нивното здружување, тоа е УПОС. Значи, еднаш успеавме со истата таа организација да обезбедиме и покачување на платите во институциите кои што се под ресорното Министерство за финансии и сакам да нагласам дека се од она кое што ќе го прочитам тука, што било прочитано или ќе биде прочитано е од аспект на синдикални организации, самите синдикални организации ги имаат напишано и ги имаат испратено до мейл адресите на сите пратенички групи и до сите пратеници, што значи дека секој оној кој што сакал можел да го види, да ги повика на средба и да го поднесе. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во износ од 143.408.000 денари за нивелирање на платите на вработените во јавното обвинителство согласно законското решение за минимална плата, како и усогласување на средствата за живот до максимално зголемување од 30% од висината на платата исплатена во 2023 година. Благодарам.